Општина Кочани ја продолжува почнатата процедура со која очекува да обезбеди помали сметки за електрична енергија и заштеда на финансиски средства од сопствениот буџет. Во таа насока беше основањето на новото јавно предпријатие за набавка на електрична енергија и одржување на јавното осветлување Светлина Ко 2022. Со оглед што во сметките за струја најголема ставка е јавното осветлување во градот и населените места во општината, токму ова ќе треба да го преземе новоформираниот правен субјект. Веќе е изготвена одлука според која целокупното јавно осветлување на подрачјето на општина Кочани ќе му се даде на стопанисување на јавното предпријатие Светлина Ко 2022. Според одлуката, стопанисувањето опфаќа набавка на електрична енергија, како и сервисирање и тековно одржување на мрежата. На јавното предпријатие Светлина Ко 2022 му се пренесуваат во сопственост, односно му се даваат на користење сите приклучоци од категоријата јавно осветлување, кои што се во сопственост на општина Кочани. Составен дел на одлуката е и листата со места на потрошувачка за приклучоците. Согласност на одлуката за преостапување на столбовите и другите светлосни места што се наоѓаат на јавни површини и објекти треба да даде Советот на општина Кочани. Заради тоа, оваа одлука ќе се најде како точка на дневниот ред на 20-та седница, што е закажана за понеделник. Доколку одлуката се усвои, Советот ќе го овласти градоначалникот Папазов да склучи договор со јавното предпријатие Светлина Ко 2022, во кој ќе се регулираат правата и обврските меѓу основачот и предпријатието. Истовремено, одговорното лице на новото јавно предпријатие ќе добие овластување да поднесе барање за промена на корисник на местата за потрошувачка според претходно изготвената листа. Како ќе заврши целата постапка, доправа ќе се види, иако десетина општини во државата, меѓу кои и Кочани, основаа јавни предпријатија за да ги намалат трошоците за струја. Неодамна владата донесе одлука со која се спротивстави на формирањето на ваквите правни субјекти, затоа што општините се обидуваат да ги заобиколат законските одредби и сакаат да плаќаат струја по цена по која плаќаат домакинствата. По една година од стапувањето на функцијата градоначалник на општина Кочани, ја имам можноста да го представам отчетот со најзначајните сегменти од сработеното во изминатите 365 дена. Зад нас е цела година исполнета со посветена и одговорна тимска работа за остварување на заложбите за развој на градот и населените места. Иако во услови на криза, енормно растечки цени на енергенсите и инфлација, со зголемени трошоци на чинење, сепак успеавме да сработиме многубројни проекти кои се видливи и се од корист за сите граѓани. Ваквиот статус беше објавен на Facebook страницата на градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов, кој на 8 ноември минатата година ја прими највисоката локална функција од неговиот претходник Николчо Илиев. Факт е дека проектите кои градоначалникот Папазов ги сместува под наслов Отчет 365 дена промени се завршување на планираните и веќе започнати проекти од претходниот 4-годишен период. До изградбата на булеварот Стево Теодосиевски, петтиот кружен тек кај атомските згради, канализацијата во Тракање, атмосферската канализација во Оризари, неколкуте асфалтирани улици, реконструкцијата на градскиот парк. Нормално е да биде така, затоа што Папазов дојде на градоначалничка позиција на самиот крај на календарската година, на веќе креиран и подготвен буџет од неговиот претходник Илиев. Планскиот и буџетскиот ракопис на Папазов доправа ќе се согледува. Доправа јавноста ќе ја оценува неговата визија за развојот на Кочани. Граѓаните пак веќе стануваат прилично нестрпливи и не го иземаат од вид првиот личен гест што го направи Папазов кога веднаш од општинскиот буџет издвои 130.000 евра за да ја врати каматата на предпријатието што го реализираше училишниот превоз. Дел од советниците уште веднаш гласно критикуваа дека новиот градоначалник веднаш почнал да ги исполнува лично партиските предизборни ветувања и до ден денес останаа на таа реторика. Првата година од мандатот на Папазов ќе остане запаметена по колапсот на комуналното јавно предпријатие Водовод. Споредбата дека градот е понечист од градската депонија во себе го абсорбира комплетното граѓанско незадоволство од работата на комуналните служби, кое секојдневно се излева најмногу на социјалните мрежи. Долгот за електрична енергија на предпријатието и исклучувањето од системот на снабдување со струја
беа кулминацијата за резултатите од работењето на локалната власт во тековната година. Власта која е свесно и отворено незадоволна од актуелното раководство на Водовод, власт која нема друго партиско кадровско решение за оваа огнена фотелја, па неодамна на седница на Советот му понуди на независниот советник Венко Крстевски да биде директор на Водовод. Иако и Советот и градоначалникот Папазов најчесто се обидуваат нереализираното да го припишат на актуелната централна власт и на неразумноста на опозицијските советници од чии гласови пак зависат важни одлуки за функционирањето на локалната самоуправа, граѓаните на Кочани од Папазов чекаат важни проекти. Почеток на работата на ново изградената детска градинка во населбата Драчевик, изградба на старички дом, дислокација на жителите од старата касарна, изградба на нов јужен булеварски влез во градот, катна гаража, искористување на геотермалните води во бањски цели и така натаму. Граѓаните реагираат на состојбата во која се наоѓа и градскиот пазар, на узурпираните тротоари и улицата Гоце Делчев секој четврток, на изгниените тезги од спротива на зелениот пазар, на неумешноста да се обезбедат соодветни услови и да се организира пазар кај автобуската станица. Граѓаните жолчно реагираат на сообраќајниот хаос што се случува на плоштадот пред очите на градоначалникот и општинската администрација. На голем дел од граѓаните воопшто не им е важно во чија надлежност е, дали за тоа се одговорни полициските или комуналните служби. Граѓаните сакаат ред и мир, нешто што се потешко се обезбедува во Кочани. Минималната разлика во гласовите на последните локални избори им го загорчува мандатот на Папазов и на неговата советничка група. Доколку актуелниот совет се распушти и дојде до предвремени избори за членови на совет, извлечена е многу значајна поука. На листата на кандидати тешко дека повторно ќе се најдат лица со судирни интереси при гласањето, што значи вработени во Водовод, во градинката, во училиштата. На настанот Саем на промените што носат иднина, што во Скопје го организираше партијата ВМРО-ДПМН, самиот Папазов рече дека очекува граѓаните да донесат оценка за неговото работење. Би оставил простор да за сите овие искажени работи да бидеме на нишанот на граѓаните, критикувани, поддржувани и оценувани за нашата работа. Нашиот осврт кон едногодишното работење на градоначалникот на општина Кочани го завршуваме со фактот дека заминува една година во која Папазов само еднаш самостојно ги свика медиумите на пресконференција. Тоа беше на 25 јули оваа година, за да ја соопшти состојбата по големата бура и поплавата што го зафати Кочани. Неговиот отчет за 100 дена од работењето беше пред неговиот партиски лидер, исто како и овој едногодишниот повторно со Христијан Мицковски пред новата градинка во Кочани и во Скопје, на настанот именуван Саем на промените што носат иднина. Иако на Саемот Папазов рече дека сработил многубројни проекти што се видливи и се од корист за сите граѓани, а се од нивните пари, пред граѓаните, пред медиумите и без Мицковски, Папазов веројатно не чувствува потреба да даде отчет. Врз основа на законските одредби, а заради поголема транспарентност во работењето на локалната самоуправа, Општина Виница ги повикува граѓанските здруженија, спортските клубови и други невладени организации да ги достават своите програми за работа за наредната година. На тој начин ќе можат да се вклучат во креирањето на општинскиот буџет за 2023 година. Програмите за работа треба да ги достават до архивата на локалната самоуправа на Виница, најдоцна до 12 ноември. Со креирањето на буџетот за наредната календарска година, соодветно на поднесените програми ќе бидат определени финансиски средства за поддршка на работењето, односно за реализација на планираните активности. На повикот што го упати Општина Виница можат да се јават сите граѓански здруженија и други заинтересирани лица, чие работење може да биде поддржано од општинскиот буџет. Комуналното предпријатие Солидарност од Виница продолжува да ја осовременува контролата на потрошувачката на вода од водоводната мрежа со поставување современи уреди за далечинско отчитување. Со таквиот начин на мерење треба да се обезбеди попрецизно и полесно добивање на резултатите од потрошувачката кај домакинствата и кај правните субјекти. Според техничката спецификација на тендерската постапка за јавна набавка, што е во тек, од сметката на предпријатието е планирано да се потрошат 1 милион денари,
со кои е предвидено да се набават 200 водомери, оспособени со модул за далечинско електронско отчитување. Водомерите се со различен пречник, односно капацитет на проток на водата. Од нив најголем број, 160, се со пречник од 3/4, какви што се користат во домакинствата и кај слични потрошувачи. Останатите се со поголем пречник и се наменети за поголемите корисници. Пријавувањето на заинтересираните добавувачи на водомерите е до 24 ноември. Поставувањето на уреди со далечинско отчитување се смета за оправдана инвестиција заради унапредувањето и осовременувањето на системите за водоснабдување. На тој начин може да се обезбеди редовно читање на потрошената количина вода без да се бара присуство на сопственикот на објектот. Освен тоа се добиваат и информации за дефектите во мрежата и за неовластено манипулирање со водомерите. Жителите од населбата Трајаново Трло го одбележаа верскиот празник посветен на Свети Димитрија Солунски, кај новоизградениот Параклис, што го носи името на светецот. По тој повод се одржа црковно-народен собор, на кој со молитви, палење свеќи и други верски обреди, христијанските верници си посакаа здравје и среќа. Новиот црковен објект, што почна да се гради пред краток временски период, веќе е во фаза на карабина. Од Кочанското архиерејско наместништво упатија благодарност до верниците за иницијативата и за донациите што ги обезбедија за реализација на градежните работи. Со тоа, овој дел од градот добива Параклис посветен на еден од најпознатите христијански светители. За многу години Свети маченик Димитри да ни е напомош на сите. Ето по Божја промисла направивме Параклис во спомен на Свети великомаченик Димитри. Сето ова што е постигнато со помош и со многу труд од граѓаните што се во оваа населба, Трајаново Трло, а исто така има и од граѓаните од град Кочани и тие помагаат исто. Како што гледате, ова се направи многу на брзина со нивна помош. Ќе треба уште малку помош да се даде, да се заврши сето ова што можеме до година, ако е здравје, за Свети Димитрија да можеме да го осветиме и да биде за едно убаво мало катче молитвено за луѓето од оваа населба. Нареден чекор ќе ни биде, ни треба поравнителен слој, внатрешно да го спремаме за фрескописување, да го фрескописаме внатрешно и после ќе биде надворешно да се стави, да се залепат каменчиња, да се среди, за да биде убаво да изгледа доликува на еден параклис како што треба да доликува. Параклисот во населбата Трајаново Трло, посветен на Свети Димитрија, почна да се гради на 24 октомври со поставувањето на камен темелникот. За краток период објектот беше изграден и покриен, а преостануваат градежни работи за негово докомплетирање. Во околината има простор што се планира да биде уреден со парк и придружна инфраструктура за престој на верниците и жителите од овој дел на Кочани.